Добро вечер, вие гледате анализа. Добро вечер и за моите гости. Ова анализа е дебата на кандидатите за градоначалничка и градоначалник на општина Центар во Скопје. Моите гости од лево на десно: Билјана Ивановска, Независни заедно; Мирослав Лабудовиќ, Движење Знам; и Марија Среброва, Левица. Актуелниот градоначалник од СДСМ, градоначалник на општина Центар во Скопје, Горан Герасимовски, одбои да учествува на дебатата со образложение дека има многу обврски. Пропозиции на оваа дебата на секое мое прашање имате 2 минути одговор, 1 минута имате реплика и 1 минута имате контрареплика. Можеме да почнеме со дебатата. Има тајмер за овие минути кои ги имате. 2 минути одговор, минута реплика, контрареплика. Одиме веднаш да не губиме време. Ако може да кажам да се заблагодарам на поканата, бидејќи јас сум поддржана од Независни заедно, од независна листа, односно ние не сме членови на политичка партија и немаме платено политичко рекламирање, така што оваа можност за нас е многу важна, многу значена за да допрат нашите пораки до граѓаните, затоа сум посебно благодарна. Добро, Лабудовиќ, ве молам. Секако. Сите имате право. Да. Благодарам на поканата, ќе имаме можност денеска да благодарам на сите што сте тука. Да дебатираме со Билјана и со Марија, ќе имаме овие теми за разговор, да ги кажеме нашите програми. Жал ми е што градоначалникот бил спречен да дојде, бидејќи имаме и прашања што треба да ги упатиме до него и да дебатираме. И само да кажам, покрај тоа што сум член на Знам и сум кандидат на Знам, сум и поддржан од нашиот партнер во владата, ВМРО ДПМН. Добро. Марија Среброва, ве молам. За крај секако и јас да се заблагодарам во моје име и во име на политичката партија Левица, бидејќи како што знаете, овој изборен циклус е направен правен преседан и нас како политички субјект ни е забрането рекламирање. Вие ни дадовте можност и уште еднаш ви се заблагодарувам. Секако ќе додадам дека јас сум актуелен советник во Советот на општина Центар. 4 години со советничката група се боревме, па сега се надеваме на некое повисоко ниво на борба. Добро. Можеме да почнеме со дебатата. Кои се ургентни проблеми во општина Центар? Ова прашање е за сите. Ќе издвоите 3, и ако има време се разбира, одиме на следните 3. Билјана Ивановска, ве молам од вас да почнеме. Независни заедно. Пред да ги кажам трите проблеми, би кажала дека најглавен проблем е кога некој не се соочува со проблемот и имаме празно столче. Кои се според мене најчувствителните места, односно најголемите проблеми, тоа е недоволната транспарентност и отвореност на општината, дотолку повеќе што излегува податоците од анализата според која општина Центар од претходно наоѓајќи се во првите 10 општини според отвореноста кон граѓаните, сега е на 47-то место и мислам дека ова е загрижувачки податок и сметам дека транспарентноста мора да се зајакне, односно нетранспарентноста е проблем, а од друга страна е голем генератор на корупцијата и затоа сметам дека го заслужува првото место. Понатаму неефикасност во функционирањето на општината, неефикасност во смисла на тоа што општината нерационално и неекономично ги троши своите ресурси, без разлика дали се тоа парични средства, материјални средства, градежни објекти, значи со еден збор кажувам своите ресурси. И третиот, иако трет проблем, можеби е најважен од сите, е безбедност. Безбедноста на граѓаните од сите аспекти. Безбедност во движење, безбедност во возење, безбедност по здравје на граѓаните, безбедност од затруен воздух, безбедност од нехигиена, мислам, безбедност, кога зборуваме, тоа е навистина голем проблем, безбедност во пристапност на
противпожарни и амбулантни возила до објектите и така натаму. Мислам, тоа е една така поширока тема, која што е многу значајна за квалитетот на животот на граѓаните. Неколку секунди остануваат. Можеме да одиме со Лабудовиќ од Знам. Нажалост, во 21 век се уште зборуваме за хигиена како сериозен проблем во општината, проблем каде што реално не треба да биде ставен на дневен ред, туку општината да си го сервисира, да ја сервисира хигиената, да биде таа општина одржлива, редовно, континуирано одржувана. Многу ми е жал што ние сега дискутираме за хигиена. Наместо да дискутираме за квалитетен живот, подобрување на квалитетот на животот со различни манифестации, каде што граѓаните ќе ги вратиме пак во малата, на плоштадот, во Жена парк, по парковите, не само да поминат и да не застанат тука. Втор проблем што би го детектирал, тоа се паркинг просторот, каде што сериозно ги фрустрира центарци, бидејќи целиот град и цела Македонија преку ден доаѓа во центар, по работа, по бизнис, за образование, да се сретне со некој да испие кафе, а останува за резидентите кои живеат во центар да нема паркинг место, што многу ги фрустрира и кои што не можат своите потреби да си губуваат, не да Боже да излезат од дома на 5 минути да се вратат со автомобилот. И последната работа е безбедноста, како што кажа и Билјана, тука се потврдуваме, безбедноста е на многу ниско ниво, и во училиштата, и во сообраќајот, и во домувањето. Ќе наведам неколку примери сега, во 2 училишта во моментот, фасадите веќе се нишаат и се сериозна закана по децата. Тоа е еднаш е направено, меѓутоа не е одржувано. Ние треба да внимаваме тоа што го правиме и што ќе биде направено, да биде квалитетно направено. Не да биде само шминка и тука да заврши таа приказна само да се пофалиме. Баш напротив. Реални, одржливи решенија кои што ќе бидат за граѓаните и само за граѓаните. Да. Добро. Марија Сриброва, Левица, ве молам, 3 проблеми кои се ургентни. Јас не се уфрлувам воопшто во вашите излагања и до крајот на емисијата така ќе остане. Ве молам, Марија Сриброва, Левица. Значи, вака јас ќе се усврнам малце повеќе на урбанизмот и тука еден од проблемите што во општина Центар има неколку спорни дупови и тука една од главните точки проекти би не биле ревизија на сите спорни дупови во општината во последните 20 години, каде што ќе се види дали има можност и кои се правните основи за решавање и нешто да се направи во однос на тоа што е веќе направено. Второто прашање, се извинувам сега што се вклучувам, се решенија. Да. Значи сега да ги лоцирате само проблемите и да ги образложите. Мислам дека тука сите тројца што сме кандидати ќе се сложиме и веќе се спомена паркинг просторот во Центар е, мислам, реално урбан хаос и создава невиден проблем за самите центарци да можат нормално да функционираат. Тука збориме од наоѓање паркинг за себе, потоа функционирање низ центарските улици и така натаму. Значи имаме ние идејни решенија во однос за ова, кои ќе ги кажеме подоцна, меѓутоа реално секој ги знае проблемите на Центар. Тие се проблемите. Потоа имаме значи точка која вели забрана за продажба на општинско, односно државно земјиште. Тие се тие. Имате уште 26 Добре, секунди. јас милувам да сум кратка и јасна, така да ова е тоа на кое што ќе се осврнеме. Добро. Главните 3 точки. Добро. Добро. Одиме со решенија. Можете, доколку сакате, уште повеќе да ги образложите овие проблеми кои ги детектиравте, кои ги лоциравте, и тогаш одиме уште еднаш со истото прашање, доколку чувствувате потреба. Ако не, одиме со решенија. Кажете сами. Само ќе идеме 2 минути за еден проблем решенија, па 2 минути за друг или како? Или во 2 минути решенија за се? Не, едно по едно сега ќе ги разгледуваме. Добро. Може така? Да.
Дали се согласувате да одиме Нема сега со проблем. решенија? Да. Тоа е концептот кој ви беше и пред емисијата соопштен на сите тројца. Добро. Билјана Ивановска, независни заедно. Број 1, недоволна транспарентност на општината. Решенија на независни заедно за овој проблем. Значи, зголемување на транспарентноста и отвореноста на општината, секако и политиките за интегритет за кои општината се обврзала дека ќе ги почитува, а тоа е работење согласно законите без злоупотреба на службената позиција. Овие три фактори се многу битни за намалување, тоа се антикорупцијски мерки за намалување на корупцијата и затоа јас првен тука алудирам. Транспарентноста е многу важна, бидејќи секој граѓанин треба да знае какви одлуки се носат во општината, бидејќи тие се одлучувачки за квалитетот на неговиот живот, во смисла на тоа за каде и какви градежни дозволи се издадени, колку градежно земјиште е продадено, како што кажа Марија, како се трошат општинските пари, како за големи проекти претходно да се известат граѓаните за каков проект се работи, колку средства тој проект ќе врзе општински пари и така натаму. Значи, транспарентноста е многу, по мене е најважна и како би ја решиле? Би ја решиле со современи дигитални алатки, со електронска достапност на граѓаните до општината, значи постојана, не само да мораат да дојдат до општината, туку да комуницираат и по електронски пат. За среќа идеме со технологијата напред, има современи дигитални алатки кои што тоа го овозможуваат и првите процеси што ќе ги започнеме ќе бидат во таа насока. Примена на современи дигитални алатки за зголемување на транспарентноста на општината и отвореност кон граѓаните. Добро. Имате уште 20 секунди. Па тоа е се, во однос на тоа е... Добро. Тоа е. Добро. Лабудовиќ, знам, хигиена како најголем проблем. Го потенциравте. Да, тоа се фрустрациите со кои што се очуваме на дневно ниво и тоа кај сите граѓани од центар. Не зборувам само за несобраниот смет од отпад од комунална хигиена, туку и тоа што е генерирано како прашина, како отпад, како прав, како листови и што не е исчистено низ годините наназад. Општина Центар веќе и ПОЦ има механизација која не сум ја видел по улиците да работи. Не знам зашто ги чуваат, а сега градоначалникот најавува дополнителна набавка на нови. Зашто одиме со некоја шминка, со некоја кампања во моментот, ако стварно требале да бидат набавени претходно, а овие постоечките да бидат максимално искористени. Во однос на отпадот, сметам дека треба општината, и тоа ни е во програмата, заедно со Пакомак, за организација за селекција на отпад и рециклирање на истиот, предвидуваме субвенција за граѓаните, кој што ќе пластично шише во тие пластикомати, како и да се викаат, каде што со картичка под ПОЦ која веќе се издава, ќе се генерира пола денар од општината како субвенција. Пакомак веќе има анализа колку отпад се генерира како пластични шишења, веќе тие тоа го работат. И тука ќе се стимулираат граѓаните, а тие средства што ќе се генерираат ќе бидат искористени исто за потребите на граѓаните во делот на користење на електричен тротинет, за плаќање на можеби карта во ЈСП. Значи тие средства да циркулираат во градот и во општината. Имаме една иницијатива која ја спремаме во моментот, тоа е со поддршка на мои пријатели кои што ми има дадено кога се кандидирав, како предфизибилити студија, бидејќи физибилити студија е многу скапа, и ќе ја дадеме како предлог на сите општини и на градот Скопје. Да биде, или во реплика контра да влезам да го доискажам, ако може. Не, може поентата. Да продолжите и тогаш ќе имаат право и останатите кандидати еднакво број секунди плюс да имаат. Одлично. Имам идеја, иницијатива до општините во состав на Скопје и до градот Скопје да се направи инцелератор. Што значи тоа? Целото ѓубре што е веќе акумулирано на дрисла и по дивите депонии, каде што ќе се согорува тој отпад и ќе се произведува електрична енергија и топлинска енергија. Автоматски секоја општина
да си направи свој план, колку може да учествува во основачкиот пакет на тој инцелератор. Тука треба да влезе државата секако, бидејќи тоа се големи инвестиции. Да ве молам, Добро, одиме можете тука. да завршите, да. Добро, каде што таа електрична енергија и топлинска енергија, ние како општини ќе ја користиме и за улично осветлување и за покривање на трошоците за електрична енергија и топлинска за општината и за училиштата. Добро. Уште по 1 минута предпоставувам ќе имаат Билјана Ивановска и Марија Среброва. Ве мола Марија Среброва, Левица. Урбанизам е проблемот кој вие го потенциравте, го апострофиравте дека е најважен и најголем. Решение околу урбанизмот. Ве молам. Значи, јас како прв предлог на проблем го дадов ревизија на сите спорни дупови во изминативе 20 години, а сега конкретно решение тука е формирање на комисија, која што стручна комисија составена од урбанисти, архитекти, правници, кои што сите дупови наназад 20 години ќе ги прочешлаат добро и секаде каде што ќе видат правен проблем и можност за поправање на истиот, ние ќе го оспорим. И би се повикале на судска пракса, еве да речеме, можам да го споменам примерот на еден изминат градоначалник Андреј Жерновски, кој што во 2014 година чинам беше, он го оспори дупот за Ј07, бидејќи според него тој не бил законски донесен, односно се косал со законот на локалната самоуправа и после известно време, односно во 2023 година, Уставниот суд го укина тој дуп. Така да верувам дека според таа судска пракса, која што веќе еднаш е дадено решение и издадена пресуда, ние можеме да се вратиме наназад и некои работи да ги поправиме. Имате уште, знаете, и вашето време се 30 секунди и од Лабудовиќ плюс 1 минута. Кратка реплика тука околу дуповите. Реплика 1 минута. Да. Ве молам. Ако се сеќавате, шанса за центар своевремено уште во 2017, токму од оваа причина што ја кажа Марија, дека не се усогласени деталните урбанистички планови со генералниот урбанистички план, даде предлог за мораториум, што првично беше прифатен од Советот на општината, меѓутоа Уставниот суд го укина. Замислете, Уставниот суд го укина и покрај тоа што гласеше дека фактички се забранува употребата на оние детални урбанистички планови кои што не се усогласени во слободна интерпретација, го кажувам. Така што, ако се држиме до судската пракса, имаме и поволна и неповолна судска пракса. Голема штета е тоа, заради тоа што со укинувањето на, така да речам, мораториумот, односно овозможувањето повторно да можат да се применуваат тие детални урбанистички планови, се овозможи, еве, да речеме, изградбата кај Треска, односно градење на многу густо на зградите и правење едно нехумано место за живење и повеќе други. Па еве и C08 кај што е Holiday Inn, оспорен дуп и од страна на ДКСК, пред јавното обвинителство е, така што чисто само за дополнување. Добро, имате право сега на реплика и контрареплика сите тројца. По една од сет на прашање. Ајде. Да. Вие искористивте, Лабудовиќ, сакате вие... Во контекст на реплика? дуповите за генералниот урбанизм, Да. тој контекст сакам Поведете. да кажам. 1 минута. Нажалост, во општина Центар од 31 дуп последните 12 години се ревидирани, мислам, и донесени 9. Тоа е по некоја урбанистичка пракса треба на 5 години да унамала рака да се ревидираат. Треба да се ревидираат. Генералниот урбанистички план, кој е мајката на сите и уставот, така да кажеме, требало 2022 да биде ревидиран. Јас верувам дека Орце Ѓоргиевски, новиот градоначалник на Скопје, ќе го ревидира. И ние како општина да учествуваме во интерес на граѓаните, за после да можеме да донесеме детални урбанистички планови за центар, каде што ќе се намалат параметрите кои што до сега се.
бидејќи само така може да го намалиме овој интензивен и агресивна градба, каде што влегуваат нови граѓани да живеат, а инфраструктурата во моментот тоа не може да го понесе. Нити збориме за струја, за вода, за фекална канализација, за атмосферска, туку и за училишта, градинки и се друго што е пропратно со тоа. Реплика Марија Среброва? Благодарам. Повелете. Ја ќе се вратам назад малку на мораториумот. Во однос на тој мораториум, мора искрено да кажеме дека тој во 2017 бил донесен како времен мораториум и затоа на основ на тоа Уставниот суд го има прекинато, затоа што временската рамка истекла. Сега јас не за џаби претходно го спомнав дупот Ј07 на Долно Водно. И еве вака, може и реторички да прашам, зошто баш тој дуп се барало во Советот да биде иземен од мораториумот, а токму во тоа време госпоѓата и бивша советничка во овој мандат била председател на Совет. Значи, целиот центар се става под мораториум, меѓутоа Ј07, односно Долно Водно парцелите, не се ставени, а сега мислам дека шанса за центар им должат одговор на жителите на центар. Јас само може да кажам... Контра реплика имате право една минута. Да, минута. јас само може да кажам дека два пати Уставниот суд го укинуваше мораториумот, не еднаш. Значи, можеби првата причина е временската рамка, односно, кажа дека нема законска основа за мораториум. Терминот мораториум беше проблем, затоа вториот пат се донесе одлука за неспроведување на оние детални урбанистички планови кои што не се во согласност со генералниот урбанистички план. Сега да бидам искрена, јас не бев тогаш дел од Советот, можеби Јана Белчева ќе си има можност и ќе си каже, мислам дека нема ништо што не е незаконско во тоа или пак отстапување, напротив, така што второто укинување на односно втората одлука на Уставниот суд беше покрената токму од бизнис секторот, од инвеститорите и затоа и тие се најдоа таму на градилиштата веќе. Така што интересот е секогаш вечен и само е битно од кој центар на МОК доаѓа. Контрареплика имате право, имам. Среброва. Добро, еве јас ќе ви кажам, ако не знаете, значи во дупот Ј07 госпоѓата Јана Белчева имала своја градежна парцела, која што во 2017 година, односно најде да се вратиме малце назад, имала габарит бруто за градење 535 метри квадратни. Потоа во 2014 година со одлука на Совет број 074414/4 на 18.07.2014 добива дупло површина од 988 метри квадратни, а сега да бидеме искрени, таа тогаш не била советник во Советот, меѓутоа била член на политичката партија која што го имала мнозинството во Советот. Кога сега била член Јана во политичката? Па јас колку што знам било. Значи јас колку што знам никош не била. Добро, мислам да дека не сега- навлагаме сега, значи вака сега. Дојдовме до 2014 година кога габаритот на градбата на плацот кој што се водел во катастар на име на мајката на Јана Белчева е дуплиран. И тоа е гласано со 11 гласа за, а за да се изгласа една одлука и да биде правосилна во Советот на Општина Центар треба минимум мнозинство од 12 гласови. Затоа го спомнав и Андреј Жерновски, кој што го оспорил тоа и го дал на Уставен суд, каде што во 2023 година овој дуп паѓа за подоцна во 2017 Јана Белчева да си го заштити имотот и да го иземе од тој времен мораториум, кој што искрено морам да кажам, за жал, сметаме дека има направено повеќе штета отколку добро во општината. На крај сте. Вие имате право на контра... Не, Ивановска, имате право по една реплика и контрареплика. Вие не ја искористивте контрарепликата, Лабудовиќ. Можете сега, доколку сакате. Во ред, окей. Не? Не. Добро. А можете со објаснувања за сите проблеми и теми да одите во другите прашања. Ништо од тоа не е забрането. Но одиме сега
како што е... Само сакав да сугерирам, сигурно Јана Билче ќе се најде на овие дебати, па лично нека се објасни. Сега ја во нејзино име, навистина не е благодарна да зборам за нешто што било пред 10 години. Да, ама вие како бивша корупционерка малце треба да видите со кого идете на избори и кого представувате. Јас колку што знам сум сигурна во незиниот интегритет. Има органи, нека истражуваат ако до толку има нешто. Добро. Може само еден коментар да дам. Може, имате право на контрареплика од минута. Од дуповите. Еден од дуповите кој што минатиот мандат на актуелниот градоначалник е донесен, тоа е за Стара железничка, односно Лимак, каде што наместо да се намалуваат параметрите, покачени се за 10%. И ако зборуваме за урбана мафија, ова може да биде сигнал дека тука може да постои урбана мафија. Зошто? Ако знаеме дека центар е преоптеретен и беше комплетно бетонизиран и задушен, зашто да ги зголемуваме параметрите и да додадеме уште 10% жители на тој простор? Па партијата што ве поддржува гласаше за и направи мнозинство за да се добие тој дуп. Имате по 2 Што минути. ве поддржува, кажа. Имате по 2 минути на следното прашање. Доколку сакате од претходното прашање, слободно можете да имате коментар или било што. Нормално. Вие се обраќате конечно на граѓаните, на гласачите. Слушаат, бележат. Втор проблем, Билјана Ивановска, независни заедно. Неефикасност во функционирање на општината. 2 минути ве молам. За сега говориме за решение. Така. Да. Значи, како решение, најнапред би пристапила кон вршење на попис. Попис на материјални, нематеријални средства, парични средства, значи попис, кога се кажува, се мисли на целосен попис, за да се види со што располага општината, во каква состојба е сето тоа што располага и што треба да се направи да се стави во функција. Значи, тука има објекти, има јавни површини, какви се, како се одржуваат тие јавни површини, дали било зеленило, дали биле детски игралишта и така натаму, значи има безброј проблеми. Тука, така што во таа насока сметам дека тоа е солидна основа да се знае имотот на општината и да се усогласи со она што е запишано во катастарот. Значи да не биде само произволно, него да биде запишано. Ова дотолку повеќе што и ревизорскиот извештај укажа на слабости во попишување на сите ново создадени средства од страна на општината, така што дали биле нови или стари, треба да се направи еден пресек и да се види со што располага, во каква состојба. Има тука повеќе објекти, сега не би навлегувала бидејќи е кратко времето, меѓутоа пописот е нешто што дава целосна слика за она со кое што располага општината. Добро. Имате прилично време, уште 40 секунди. Добро, тука би се задржала тогаш на одржување на јавните површини. Шанса за центар има направено мапирање на детски игралишта, каде што поради негрижа доведени се во состојба само да им се менува опремата. Тоа е по мене нерационално трошење на средства, негрижа, не се обезбедуваат тие игралишта и така натаму. Мислам дека тука има можности тоа да се промени, да се чуваат работите, да не биде само да се трошат пари без врска, туку и да бидат свесни граѓаните дека парите се трошат, ама треба да бидат од корист. На крај сте. Лабудовиќ, ве молам, решенија. Втор проблем, паркинг просторот го апострофиравте. Сериозен проблем, како што кажав и на почетокот, имаме решение за почеток. Тоа е катна гаража што би се изградила во Буњаковец, каде што сега, како што ми стигна информациите, има доградено некој паркинг асфалтирано без проектна документација за десетина места. Меѓутоа, за да се растерети тој простор во Буњаковец, таа катна гаража би била исклучиво за луѓето што доаѓаат во центар, а сите околни паркинг места би биле резидентни за граѓаните, бидејќи граѓаните на центар се приоритет и за нив треба да се ослободи секогаш да има достапно паркинг место. Дополнително 2 монтажни гаражи кои што ги планираме и кои што претходно се исто уцртани а нереализирани, тоа е едната кај функционерска зграда карши новата железничка станица
и дополнително позади Дилајла, така се вика објектот во Беверли Хилс. Така што тоа се за почеток работи, кој што нормално катната гаража е капитален проект. Треба со добра анализа, проектна документација, тендерска документација, да се запазат тие редот да се запази, да не одиме на прва, ајде градиме одма, него баш колку што ни требаат парки места, така да димензионираме со претходна добра анализа. Исто така, сите сервисно стамбени улици да бидат да ги преземе ПОЦ, бидејќи сега имаме неред. Секој секаде влегува и не се контролираат. Чим ќе бидат под ПОЦ, тогаш може и ПОЦ да реагира. Доколку не е некој резидент, да може возилото да се отстрани. Исто така во програмата предвидуваме како смарт паркинг, дополнително со целиот тој процес да биде дигитализиран и да биде на апликација, за да може секој граѓанин, меѓутоа тоа ќе биде малце поголема инвестиција, каде што ќе знаат граѓаните каде имаат слободно место да се паркираат со соодветни сензори. Добро. Марија Среброва, ве молам. Благодарам. Вака сега имам само два коментари во однос на соговорниците. Првиот коментар е за соговорницата. Не се мешам ако видете, ако имате, ако чувствувате потреба, но тоа влегува во вашиот одговор. Значи само јас да кажам кој е вториот проблем кој вие го се фокусиравте на него. Тоа се паркинг местата и сега ве прашувам решенија. Вие може да говорите за што сакате. Во однос на безбедноста на игралиштата, ова се однесува на излагањето на соговорничката Билјана. Значи, ние во центар бевме сведоци на неколку наврати каде што се крше и оштетија повеќе игралишта и затоа, не знам дали сте во тек, Советот на Општина Центар, актуелниот, донесе мерка, тоа го поддржаа сите советнички групи, освен вашата, да Општина Центар се поврза со Safe City и така да има надзор на сите игралишта и јавни собиралишта во Општината Центар. Единствени што не го гласа ова решение е советничката група на Шанса за Центар, па се надевам дека доколку освоите мандат, дека ќе го продолжите тоа за доброто на сите граѓани. Сега исто ќе се осврнам и на дупот кај Лимак и Рамстор. Господине Лабудович, јас вакако што видов, вие не сте имале до сега прилика да бидете во контакт со локална самоуправа, меѓутоа партијата која што вас ве поддржува, на седницата кога се гласаше дупот за Рамстор и Лимак, им се поклонија 20 милиони евра плюс, гласаа за цела советничка група. Единствени што не гласавме бевме ние и Шанса за Центар. Сега за урбанизмот веќе немате време да говорите. Добро, кратко ќе кажам само дека во Центар има гаражи и паркиралишта кои што се изнемуваат за магацини, деловни простори и така натака. Ние ќе формираме посебна комисија која што ќе се погрижи тоа повеќе да не биде така и ќе ја задржи основната намена на тие паркиралишта, па понатака ќе го развиваме просторот со гаражи, додатни паркинзи и така. Билјана Ивановска ќе има реплика. Јас сакам да се надоврзам на темата, да. На темата за околу паркирање. Реплика. Добро, реплика, да. Значи се согласувам и со двајцата соговорници дека треба да се најде чаре на паркирањето, бидејќи ние имаме градби каде што не биле задолжителни на времето да обезбедат паркирање. Имаме кои што обезбедиле лажно паркирање, прикажале колку да добијат градежна дозвола. Имаме граѓани кои што имаат каде да паркираат, ама полесно им е на улица да ги оставаат колите. И имаме гаражи, како што кажа Марија, кои што се користат за други намени. Битно е да се направи една целосна анализа, да се види колку имаме расположлив паркинг простор и колку имаме возила и да се најдат соодветни решенија. Јас не се залагам за катни гаражи високи, туку се залагам ако веќе мора тоа да биде под земја и нашата советничка група и јас исто така ние се залагаме за намалување на сообраќајот во центар. Колку тоа да личи дека е чудно и невозможно, сметам дека е возможно и многу корисно за здравјето на луѓето. Мораме да одиме со реклами и веднаш потоа одиме со реплика, контрареплика на Лабудович. Останете со нас. Се враќаме во анализа, дебата на градоначалничките, кандидатките за градоначалничка
и кандидатот за градоначалник, Билјана Ивановска, Независни заедно, Мирослав Лабудовиќ, Движење Знам, Марија Среброва, Левица. Сега одиме со реплика, контрареплика. Зашто станува збор Лабудовиќ, на која тема? Коментари на Ивановска и на Марија. Во однос на пописот кој го зборуваше, тука треба да осврнеме внимание и на долговите кои што се доспеани, а општината ги нема наплатено. Според ревизорскиот извештај беа многу сериозни и очигледно е дека тие долгови може да изградиме нова градинка. Или да учествуваме, да не зијаме кредит, ако правиме инвестиција одредена во некој капитален објект, да ги искористиме тие средства. Значи, тоа што општината ќе се залага да се наплатат сите доспеани средства, бидејќи не треба никого да фаворизираме, сите треба да го подмират долгот према општината, бидејќи општината е сервисот и према бизнисот, така да кажем, и према угостителите, а број еден се граѓаните. Пописот подразбира се. И средства, и парични средства, и материјални градеж се. Во однос на мојот претходен ангажман, што не сум бил во локална самоуправа, го гледам како плюс, искрен да бидам, бидејќи менаџирањето како искуство што го имам низ годините наназад, во странски компании, кај што сум водел сериозно големи објекти инвестициски, и каде што мора во таа компанија да испорачате квалитет и вредност, тоа ќе биде исто и во општината. На крај сте. Имате сега право на контрареплики. Благодарам. Да, Среброва, повелете. Вака следната точка нас не беше, јас ќе продолжам со проективе. Забрана за продажба на општинско земјиште со цел задоволување со цел незадоволување на бизнес апетитите на големите моќници во општина Центар. Сите ние сме сведоци дека општините, меѓу кои општина Центар, имаат продавано општински државни земјишта за евро квадрат, 2-3, мислам, нешто што обичните смртници ние не можеме ни во сон да замислиме дека може да го направиме тоа. Сето тоа се прави со дооформување на парцели, со јавни надавања и така натака. Тоа ние ќе го забраниме да не постои. Значи, во соработка со Министерството за транспорт и врски, тоа не сме да постои. Државно земјиште е државно и тука треба да има паркови, треба да има зеленила. Сведоци сме дека во Центар има насушна потреба од зеленило, затоа што ние се гушиме во бетон, прашина, издувни гасови, и тоа страшно лошо влијае на сите нас и ние тоа сите го дишаме. Затоа општина Центар мора да има сопствени зелени површини кои што никој не сме со прст да ги пипне. Добро, благодарам. Повелете Ивановска, контрареплика. За контрареплика, фактички да се надополнам ова што го кажа Марија, целосно се согласувам со тоа дека е така и дури и претходно од антикорупцијска сме реагирале дека законското решение, доколку имате 30% од површината и можете да го окрупните, да докупите 70%, тоа е многу штетно, со високи коруптивни ризици. Ние се залагавме да се укине тоа законско решение, бидејќи токму тоа е тоа што го кажува Мари. Од тие причини ние ќе се залагаме за реорганизирање на парцелите, значи репарцелизација, како се вика тоа, на парцелите и артикулирање на јавните простори, односно да им даваме нив содржина по зависност од тоа кај се наоѓаат, дали се да речеме до некој близок супермаркет, па да ја ставиме во тој јавен простор, некој лулачки за деца додека пазарат родителите или така натаму. Значи многу е битно да се осмисли јавниот простор и да биде пристапен и достапен за граѓаните, да си го чувствуваат за свој. Така што целосно се согласувам со тоа и имаме идеи како тоа да се среди. Контрареплика? Коментар, контрареплика, Добро, вие искористил, да. Имате право, се разбира. Повелете. Државното земјиште кое е за јавно добро не смее да се цепка, да се дели за да може да се задоволат некои инвеститорски интереси, баш напротив, тога ќе ставиме стоп на тој дел, тоа што е големо државно земјиште ќе остане исклучиво како јавен простор, зелен простор, игралиште, или ќе развиваме некоја приказна која ќе биде исклучиво за интерес на граѓаните. Никако поинако, бидејќи веќе центарот е загушен.
Нас не ни требаат веќе згради, нас ни требаат зелени површини, тие малку што ни останаа, да ги искористиме и граѓаните да си го најдат својот мир, барем кратко во мал дел од денот во тие простори. Затоа нема да има компромис. Добро. Имате уште неколку секунди. Во ред. Добро. Решенијата околу третиот проблем кој го издвоивте, Билјана Ивановска, независни заедно. Безбедност на граѓаните од сите аспекти. Повелете. Пред да преминам на тоа, бих кажала само една реченица, нели, ова што го зборуваше Миро, сакам да кажам дека многу се важни јавните ресурси, јавниот простор, затоа што тоа е ресурс кој што е необновлив. Еднаш вие кој ќе го туѓите, отиде. Од тие причини се радувам што сите кандидати имаме ист став дека ќе го заштитиме јавниот простор. Третиот проблем за мене беше безбедноста од сите аспекти, од аспект на тоа како се движиме, кога се движиме, значи дали се децата доволно заштитени, дали се возрастните доволно заштитени. Денес е светски ден на возрастните и сакам да кажам дека ние и посебно ќе водиме сметка и за тој вид на популација, таа група на популација, да ги вклучиме во активности, тие што можат, тие што не можат да обезбедиме дом за стари лица, да имаат каде да се сместуваат, тие што се поспособни да можат да помагаат во одржување на зелените површини, на тие што им е потребно, и сега во општината има програма за нега на стари лица, односно помош и нега, како се вика програмата, важно нели да им е од помош, ние ја поддржуваме. И таа програма оке, што значи се што би било во функција би се поддржало. Од аспект на возењето, еве на пример безбедност во возењето, значи мораме да бидеме безбедни кога возиме велосипед, кога буткаме бебе со количка, значи кога возиме и возила, треба да се обезбедат мирни зони со намалена брзина, да се знаат точно патеките кои се за велосипеди, кои се за пешаци, да се почитуваат, да нема случајно паркирав за кратко, ама чекам малку да се напијам кафе, уште ми е сладко. Не иде тоа така. Значи мора да бидеме принципиелни и да ги почитуваме просторите за сите, тротоар за тротоар, патека за патека, улица за улица. Намалување на сообраќајот, стишување на сообраќајот во центар, има методи тоа како да се направи, имаме примери од западноевропските градови, така што може да се успее во тоа. Добро. Ќе продолжам понатаму преку репликите. Се разбира, имате право и во реплика и во контрареплика. Лабудовиќ, трето е безбедноста. Да. Да. Третиот проблем не мачи сите безбедноста. Решението. И Билјана се согласувам се што кажа Билјана, бидејќи да не се повторувам во однос на смирувањето на улиците со тие модерни лежачки полицајци каде што не се уништуваат ни возилата. Би зборувал малку повеќе исто така и за домувањето, бидејќи центар плюс минус е малку постара населба, каде што имаме стари фасади кои што треба да се обновуваат, каде што се паѓаат тие фасади, каде што треба да влијаеме и врз управителите стамбени, да си ги проверуваат редовно хидрантите. Зборуваме за енергетска ефикасност, која заедно општината со странските фондови, бидејќи тоа е делот кој што и денеска го работам јас, да се помогне да падне мал товар на граѓаните, да се направат енергетско ефикасни фасади и после, кога ќе се направи да цртаме мурали врз нив, а не муралите да ги правиме врз стари фасади, бидејќи така ќе остане вредноста на тие мурали за подолг период. Зборуваме за безбедни рути на децата и планираме да ги направиме, бидејќи јас сум родител, сакам да знам дека моето дете од дома до школа ќе се стигне безбедно. Можеби некој детенце ќе пооди една минута подолго, меѓутоа слободните тротоари, обележани рути, ќе вклучиме и наставници на одредени, може да вклучиме и наставници и волонтери кои ќе им помогнат на дечињата да стигнат безбедни. Зборам за оние деца кои што се уште се ранливи, така да кажам, малечки, каде што ние родителите нема да ги мислиме и ќе бидат безбедни и во училиштата, и додека стигнат во училиштата, меѓутоа и надвор. Имавме случај во Градинка каде што прочитав во медиумите, каде што деца од Градинка нашле шприц и се гребеле и се боцкале, се надевам дека сите се во ред, меѓутоа
Меѓутоа, во сите градинки училишта мора да има 24 часовно обезбедување. Немаме друга опција, бидејќи се може да се соберат различни профили на луѓе и отпадот да го остават позади нив. Тоа не смее да се случи повторно и нема да се случи. Добро, ве мола Марија Среброва, Левица. Третиот проблем. Јас го кажам. Да, решението за третиот проблем. Ти имате 2 минути. Можете што сакате. На општинско земјиште со задоволување, со цел незадоволување на бизнес интересите, значи како што кажав и претходно. Решение. Да, значи, говориме за решението решение. е, нели, советот да се донесе мерка тоа да се застане, потоа истото тоа треба да го потврди Министерство за транспорт и врски, затоа што тука тие продажби на земјиштата се во корелација со тоа со ова дејание. Така да тука е според мене едноставно решението, меѓутоа треба да се има волја. Волјата е многу битна и сметам дека советот во целина не треба тука да гледа кој од која партија е, туку главна цел да им биде интересот на општината и жителите на самата општина. И сега само тука сакам да додадам и во однос на домувањето што го спомна соговорникот, ние имаме една интересна убава мерка со таргетирање и стратешка изградба на јавни згради со средства од општината, тоа се социјални станови, стратешки домови и слично. Значи центар статистички нема многу лица кои што се без сопствен дом, но сепак ги има и во 21. век и сметам дека во духот на хуманизмот самата општина треба да инвестира и да направи нешто за овие луѓе нормално по теркот на европските држави, затоа што верувајте, ние нема да го измислиме тоа постои, ако веќе сакаме да напредуваме и како општина и како општество, мора да мислиме малце и за тие сите луѓе што се околу нас, а не само за себе и сопствените интереси. Имате уште време? Пора да се... Не, веќе сме на крај. Но добро, сега имате право на реплика, 1 минута сите тројца, потоа имате право уште на контрареплика по 1 минута. Добро. Повелете, Билјана Ивановска, независни би за... довршила тоа што требаше да го докажам. Да, Мислам дека се разбира. сите сме на исто говорите. стојалиште. Со тоа што во врска со ова со продажбата на јавните простори, мислам се дека постои правилото 30-70 и ќе си го користат, значи првин тоа треба да се... Мора да има волја, знаете, треба да има волја. Да треба се да има, се пресече согласувам. И да се тргнат нечии Се согласувам, меѓутоа еве со на репарцелизација на парцелите, односно нели определување, ова е државно земјиште, парцелата ќе биде до тука, може да се делува и во отсуство на ново законско решение. Јас сега би се осврнала на безбедноста на децата, зборував за возрастните групи, меѓутоа и децата се многу важни, да бидат безбедни на училиште, како ќе стигнат до училиште, училиштата да бидат безбедни, да има, да речеме, детектори за пожар, противпожарна да стаса што побрзо и едно многу важно прашање, како мерка би го вовела задолжително сите деца да одат на пливање, затоа што пливањето не е само спорт, туку пливањето е и мерка за заштита за спасување на живот. Значи, они може деца што нема да научат од мали ноги да пливаат, ќе се најдат во некои случајни ситуации, отиде животот. Значи, тоа е мерка за спасување на живот, за мене многу е важно. Има капацитети во општина Центар, што ако треба ќе се дополнат, ќе се доправат, ќе се унапредат тие што постојат и мислам дека ова треба да биде и пракса што ќе се применува и во останатите држави, во општини во градот, затоа што е здрава, корисна и добра. На крај сме. Сега имаме и ми кажа уште 7 минути. Сега веќе имате право уште по 1 минута и потоа на крај се пораките. Затоа ве молам придржувајте се на 1 минута. Многу ќе бидам краток, во интерес на времето, во однос на тие енергетско ефикасни објекти, целта е на крововите на објектите во Скопје, во Центар се извинувам, да се постават фотоволтаици, кои што таа продадена електрична енергија ќе помогнат во сервисирање на кредитите за исплата на тие енергоефикасни
фасади, така да го направиме тој одржлив систем за граѓаните да не го чувствуваат како терет голем трошокот, меѓутоа со намалени сметки за енергенсите ќе го почувствуваат многу сериозно на крајот на месецот. Добро. Ве молам Марија Среброва, Левица. Благодарам. Убаво што го спомнавте ова со енергетско ефикасните моменти во општината. Значи, на иницијатива на Левица во Советот на општина Центар се формираше предпријатие за фотоволтаици преку кои ќе се произведува струја за потребите на општината и општинските објекти. Ќе бидам кратка. Мерка за која што советничката група на ДПМН не гласаше за жал. Затоа денес имаме фотоволтаици кои што се поставени на неколку објекти. Еден од нив е училиштето Киро Глигоров, каде што благодарение на нас сметката за струја од 130.000 денари е намалена на само 13.000 денари и се надевам дека тоа предпријатие ќе служи за потребите понатака на општината и ќе си има свој континуитет. Сега во однос на безбедноста сакав да додадам На крај сте. Но можете тоа во пораките, за да имате сите по 2 минути, решенија за проблемите кои ги посочивте во општина Центар, ги кажавте. Одиме со пораки до граѓаните и гласачите. Зошто да гласаат за вас? Билјана Ивановска, Независни заедно. Доколку граѓаните сакаат безбедна, зелена, чиста, транспарентна, отворена општина, нека гласаат за мене. Имате 2 минути. Па, мислам дека кажавме се, така што во оваа реченица се содржани сите мои пораки. Ако граѓаните сакаат нова состојба, треба да гласаат за нови кандидати. Не може да гласаат за причините кои што не довеле до оваа состојба. Значи, промените почнуваат од Центар, ги носиме промените и мислам дека е крајно време да тие да се случат. Добро. Можеме да одиме со Мирослав Лавудовиќ 2 минути. Имате движење знам. Повелете. Порака до граѓаните гласачи. Почитувани граѓани, доколку сакате градоначалник кој работи само 4 месеци на крајот на мандатот, доколку сакате неодржувана општина, доколку сакате појачана бетонизација, тоа јас не можам да го понудам. Тоа што можам да го понудам, работа од 4 години, сериозна работа, општина која ќе биде чиста, општина во која ќе има ред, општина која ќе биде одржана и на крајот на мандатот ќе зборуваме за самоодржлива општина. Јас верувам дека тоа е мојата визија за Центар и верувам дека тоа е визијата и на центарци во моментов, меѓутоа тоа што гледаме сега не е дел од мојата и од визијата на центарци. Така да ги повикувам граѓаните на 19 октомври да го заокружат бројот 2 на избирачкото ливче за кандидат за градоначалник на Центар. Благодарам. Добро. Имате уште 1 минута или? Добро. Можете, Марија Среброва, Левица, ве молам пораки до граѓаните. Јас ќе кажам дека моите дела треба да зборуваат повеќе од моите зборови. Значи, 4 години сум со граѓаните во Советот на општина Центар и заедно со мојата советничка група, која што броеше само 3 советници, ние успеавме да издействуваме иницијативи и проекти во толка голем број колку што не го направиле тоа минатите 2-3 совети заедно. И сметам дека сега е време таа борба да ја издигнеме на некое повисоко ниво. Времето е сега, граѓаните треба да си го кажат својот глас, да не се плашат, затоа што Центар може и мора да има градоначалник кој му служи на народот, а не на моќниците и олигарсите. Добро. На крај сме на емисијата. Благодарам што бевте гости. Благодариме за поканата. Благодариме што не гледавте. Пријатно.